Што можеме да очекуваме од овој мешовит парламентарен комитет? Денеска ќе се одржи 20-тиот состанок на Мешовитиот парламентарен комитет помеѓу Европската унија и Собранието на Република Северна Македонија, кој е формиран далечно од 2004 година со договорот за асоциација и стабилизација. Очекуваме денеска да размениме мислења за односите помеѓу Европската унија и Република Северна Македонија, а во исто време ќе размениме мислења на одредени теми. Ќе зборуваме со колегите од Европскиот парламент за владење на правото, животна средина и енергетика, ќе расправаме за граѓанско општество и медиуми, како и за добрососедски односи и регионална соработка и за диалогот Жан Моне, во кој процес исто така се вклучени членови на Европскиот парламент. На крајот од состанокот е предвидено да се донесете заклучоци, дали веќе со тоа веќе се координирани со европратениците? Да, на крајот, како и секогаш до сега, од состанокот во вториот ден ќе бидат донесени заклучоците, на кои очекуваме да бидат поздравени одлуката за првата меѓувладина седница и почеток на преговорите, исто така и за заклучоците на Собранието од јули оваа година, за одредените теми за кои веќе ќе разговараме, исто така ќе бидат формулирани заклучоци, очекуваме тоа да биде во консензус заедно со колегите од Европарламентот. Да, веќе во текот на вчерашниот ден разговаравме околу заклучоците и имаме, се разбира, консензус околу темите кои ќе ги внесеме во самите заклучоци. Благодарам. Голема чест и задоволство денес да присуствувам на јубилејниот 20-ти состав или 20-та сесија на Мешовитиот парламентарен комитет меѓу Собранието на Република Северна Македонија и Европскиот парламент. Прв пат како држава која што преговара за членство во Европската унија, ќе имаме воведно излагање заедно со представникот на Европската унија, односно представникот на Чешкото претседателство, чешкиот министер за европски прашања господинот Бек. Ќе имаме можности со представниците на Европската комисија, но и со парламентарците од Европарламентот, од Европскиот парламент и нашите пратеници да размениме мислења за важни теми: владење на право, заштита на животната средина, слободата на медиумите и граѓанското општество. Сето тоа се важни теми, добра прилика да прикажеме што е она што го правиме до сега, што е она што правиме со сите напори и реформи за членството во ЕУ, сега во еден нов дух и нов контекст со почеток на преговорите на 19 јули, да објасниме како тече процесот на скринингот во Брисел и кои се наредните чекори кои што следуваат. Очекуваме да има и усогласени заклучоци кои што ќе дадат на некој начин подкрепа, поддршка и мотивација и за владата, но и за целиот тим кој што работи во Брисел на скринингот. Ја оценувам оваа 20-та сесија, овој настан како многу важни, како клучни, бидејќи прв пат по отварањето на преговорите се случуваат и очекуваме овие настани и овие состаноци да даваат на тамошен поттик на се она што го правиме и како влада и како држава за членството во Европската унија.